Dobar ден. Моето име е Јованка Михаиловиќ и го предавам предметот Бизнис и предприемништво. Денешната методска единица се нарекува важни аспекти на предприемништвото и од темата иновација и креативност, функционален предприемачки процес. Целите на оваа методска единица да научиме што е бизнис, а што е предприемништво, да ги разбереме факторите на производство, да ги препознаеме суштинските карактеристики на предприемништвото, да научиме што еден бизнис го прави успешен. Терминот бизнис во англискиот јазик има прилично широко значење и тоа опатува на купување и продавање на стоки, добра и услуги, продавница, форма, трговска компанија и слично, редовно занимање или професија, сериозна работа или активност и слично. Бизнисот означува некаква деловна активност без оглед дали се работи за трговија, производство, финансии, модерни услуги и така натаму. А со крајна цел е да се заработи, да се оствари доход и екзистенција. За да се оствари бизнисот, треба да се обединат факторите на производство, а тоа се трудот, капиталот, земјата и предприемништвото. Без овие фактори не може да се замисли некаква бизнис активност. Трудот е првиот фактор, човекот и човековиот труд се најважни и најзначени како фактори, затоа се смета како прв фактор. Капиталот, тоа се машините, објектите, парите, финансиите, зградите. Земјата е исто така важен и значен фактор, бидејќи сите активности се одвиваат на земјата. Предприемништвото е посебен фактор и тој се издвојува од трудот и за него ќе кажеме дека представува процес во кој се задоволуваат незадоволените потреби и се решаваат одредени проблеми на пазарот преку користење на ресурси од страна на еден предприемач, се со цел остварување на профит. Незадоволените потреби или нерешените проблеми се задоволуваат или решаваат преку понуда на производи или услуги од страна на еден бизнис. Производите се резултат од човековиот труд. Тие може да бидат опипливи, може да се допрат, но и неопипливи. Не може да се допрат како, например, софтвери или книги испорачени по електронски пат, како Амазон со Kindle изданијата на книги. Услугите пак се производи кои човекот не може да ги допре, но може да ги почувствува. Вие се возите со такси и тоа представува услуга. Кои се суштинските карактеристики на предприемништвото? Тоа се иновации, ризик, комбинација и заемна субституција на производствените фактори и рационално користење на ресурсите. Иновација. Иновацијата влегува во редот на најважните карактеристики на предприемништвото. Предприемништвото секогаш и насекаде се засновува врз некаков вид иновација, врз некоја промена во која што предприемачот гледа можност за успех, за пробив на фирмата, а со примена на иновацијата тоа фактички го реализира. Ризикот. Предприемачи се луѓе кои ризикуваат. Тие по правило лесно влегуваат во ризик, при што често се потпираат на собствената интуиција, помалку на подлаготи испитување на различните аспекти на бизнисот, организација, технологија, пазар, но не можеме да ги изедначиме со коцкарите. Светото правило за нив најголем ризик е ништо да не преземете, ништо да не ризикувате. Третата суштинска карактеристика е комбинација, комбинација и заемна субституција на производствените фактори. Во економијата ист производ може да се продуцира со различен микс на фактори, со поголема или помала потрошувачка на труд, со помала или поголема потрошувачка на суровини и помошни материјали, со помала или поголема потрошувачка на капитал и слично. На крајот од оваа методска единица имате всушност да направите комбинација и субституција на комбинација на оние фактори, на производствени фактори, кои ќе дадат најдобри резултати.
И третата суштинска карактеристика е рационално користење на ресурсите. Предприемачите вршат перманентно размислување на ресурсите кон точките на нивната најпродуктивна употреба. Вистинските предприемачи преку механизмот на селење на капиталот успеваат да ги насочат своите ресурси во индустриите кои сврлат повисоки профити. Предпријатието во секторот може да просперира и да има повисока профитна ставка од конкурентските, во главном поради тоа што ќе примени иновација која што конкуренцијата не ја познава. Суштината на предприемништвото не може да се разбере без да се разбере личноста на предприемачот. Од анализата на предприемништвото откриваме и битни карактеристики на самата личност на предприемачот. Тој пред се е иноватор. Тој е деловен човек кој лесно прифаќа ризик. Се разбира, пресмета ризик, а не ризик по секоја цена, како што е случајот со коцкарот. Тој знае да направи добра комбинација микс на производствените фактори. Предприемачот има нагласено чувство за насочување на ресурсите кон точките на нивната најпрофитабилна употреба. Што еден бизнис го прави успешен? Тоа значи дека тој бизнис ќе си обезбеди реализација на сите цели и соништа на предприемачот. Ќе си обезбеди живот кој што го сака. Карактеристики на еден успешен бизнис е неговата успешност, одржливост, растечки потенцијал и можност да се продаде. Успешниот бизнис значи дека ќе оствари приход и ќе работи профитабилно. Ако предприемачот го мери успехот на овој начин, тоа го прави да биде во безизгледна состојба затоа што може бизнисот да постигнува успех, па да падне, па пак повторно да се подигне и така во бескрај. Бизнисот треба да е одржлив. Тоа значи дека бизнисот мора да продолжи да генерира приходи во иднината, поточно да генерира нови купувачи, да ги одржува постојните и се повеќе и повеќе да генерира приход. Бизнисот треба континуирано да расте. Тоа не значи само раст на приходи и број на купувачи. Успешниот раст значи бизнисот да расте по обем, без при тоа пропорционално да се зголемуваат напорите во него. Поточно, ако бизнисот расте 2 пати, 3 пати или 10 пати повеќе, тоа не значи дека предприемачот мора да вложи 2 пати, 3 пати или 10 пати повеќе напор. И последниот елемент на успешен бизнис е да може да се продаде. Бизнисот е производ кој предприемачот го креира успешен, е тогаш ако може да се продаде 100 пати повеќе од она што го вложи. Светот во кој што живееме денес е непредвидлив и се разликува од оној од пред неколку децени. Заради таа неизвестност, уделовниот живот и грешките се неизбежни. Предприемачот е постојано обкружен со неизвестност и со грешки, затоа мора да се научи да се справува со нив. Тој прави обиди да ја предвиди иднината, но тоа му носи несигурност, заради тоа ги одобовлекува чекорите за преземање активности. При тоа се губат важни ресурси за бизнисот, а тоа е времето и пари. Најзначаен и најограничен ресурс е времето. Него не можеме да го зголемиме. На располагање имаме само 24 часа, 7 дена во неделата, 12 месеци во годината. Но пазарот не чека, сака нешто ново, нешто корисно, нешто што ќе го подобри живот. Парите се вториот значаен ресурс. Предприемништвото представува акт на креирање. Имаме примери за успешни предприемачи, но ретко од нив да успеале од прв пат. Денес најуспешните предприемачи не започнуваат со брилјантна идеја во нивните глави. Тие едноставно ја откриваат идејата. Предприемачите во реалноста ја чекаат брилјантната идеја за бизнес, за нов производ, за маркетинг концепт, за производствен систем и така натаму, кој не е перфектен на почетокот, затоа предприемачот ја развива таа идеја. Првата верзија на Facebook не е иста како онаа денес. Дали Google е истиот како во започнувањето? Тој постојано врши промена на главниот производ. Но зад Google стојат и многу неуспешни проекти, како Google Wave, Google Buzz,
Каде се тие? Веќе не постојат, но знаењето кое компанијата го стекнува со неуспешни проекти дава вредност на успешни постојани бизнеси. Например, неуспехот со Google Buzz и Google Wave допринесе за успешно реализирање на лансирање поточно на Google+. Бизнесот и предприемништвото се значени и ќе се запознаеме преку целата година со нивните карактеристики и нивните елементи и нивното големо значење. На крајот од оваа методска единица имате една кратка вежба каде што треба да замислите дека сте собственик на мал бизнес, дека ист производ можете да го добиете со следната комбинација на фактори на производство. Првата комбинација се 2 единици земја, 4 единици труд и 2 единици капитал. Втората комбинација 1 единица земја, 5 единици труд и 2 единици капитал. И третата комбинација 1 единица земја, 7 единици труд и 1 единица капитал. При цени на факторите за производство од 1 единица земја, која чини 10.000 денари, 1 единица капитал која чини 30.000 денари и 1 единица труд која чини 25.000 денари. Имате за задача, по вистински предприемач, да ја одберете која комбинација на фактори ќе се одлучите и зошто ја избравте баш таа комбинација. Ви благодарам на вниманието.